Во овие утрински вести толку, а сега да си продолжиме ние со следните наши, се разбира, содржини кои што ги имаме за вас. И Сузе најави ова утро дека ќе зборуваме за тоа како да ги заштитиме милениците од крлежи. Добро утро за Деспина Ковачева, Алексовска и добре ни дојде. Благодарам, добро ве најдов. Сигурно дека имаме миленици? Да. Предпоставувам што? Јас лично имам куќа, западно-шкотски белтериер, а генерално нашата фамилија има многу голем број на кучиња и на мачиња. Браво, љубители на прекрасни животинки. Сега, она што ќе зборуваме е токму за тоа што го најавивме за крлежите, затоа што знам колку тие имаат проблем, нели, Сузе, кога ќе се соочат токму со нив, меѓутоа има и решение за истото. Но пред се јас би сакала да ве прашам дали би се напиле нешто од нашата мини кујничка? Благодарам. Исто како да сум се напила. Да, добро. Водичка си имате? Да. Ајде, во ред. Повелете Суза со разговорот. Ние кафето веќе го испивме надвор, секогаш кога се разговара. На здравје. Благодарам. Секогаш кога се разговара за миленици, за кучиња, за мачиња, секогаш и кафето е повкусно, така не? Да, верувам и гледачите ќе се служат официјално и од мене. Добре дојде Деспина, втор пат во нашата утринска програма, покрај тоа што ти си собственик и на Pet Shop Luna, ти си советник за миленичиња, така нели? Да. Верувам дека многу од собствениците, особено оние неискусните, многу често бараат совет и помош. Во овој летен период сега најнекако проблем актуелен кој што се јавува се крлежите и болвите кои што често пати знаат да направат неприлики прво кај животните, а потоа да ни ги донесат и нам дома. Апсолутно, да. И ќе ве коригирам, и ние ги носиме дома. Многу често заблуда е што сметаме дека само милениците ни ги носат, но многу често и ние знаеме. И ние ги даваме на нив. Да. Знаете како многу често се случува, ќе оставиш кеса од супермаркет, на патики, ранец од парк. На нив не им треба нешто конкретно да се закача, така да не се само милениците, туку и ние сме носители, ајде да кажам, во домот. Така. Крлежите во текот на летиот период споменавме се нешто со кое треба да научиме да се износиме, да се справиме и сето тоа некако да го завршиме без последици. Кои се најдобрите совети кои што ги давате непрестано на собствениците? Така, прво и основно е дека милениците мора да бидат заштитени од сите екстерни паразити. Значи не се крлежите и болвите не се инсекти, како што најчесто ги сметаме. Пајаковидни. Да, различни се. Болвите се еден тип на вид, а крлежите се поише слични на оние прашински грини кои што ги имаат најчесто луѓето кои што појавуваат алергии, потоа се поврзани. И поради тоа крлежите се малце поопасни за разлика од болвите, но не е ништо страшно доколку миленикот е секако заштитен. И најчесто што го објаснувам јас кај моите клиенти е што доколку ние нели го заштитиме миленичето, они не се како во едно мејурче потоа да им се одбива на нив. Значи повторно постои можноста да се закачи нешто на нив, но не може да ги касне, не може крлежот да навлезе во кожата, секако тие пред да направат нешто би изумрале. Тука е таа клучна разлика која што треба да ја знаеме. Какви крзна најмногу сакаат крлежите и болвите? Големи крзна или на крзна каде што нема многу влакна, таму помалку има и шанси да влезат крлежи? Да, ама нема таква преференца, да кажаме. Они се закачуваат, крлежите најчесто се закачуваат на топлинско тело. Значи тие буквално стојат, ајде ќе кажам, болвите скокаат, крлежите не скокаат. Да почнеме од таму. И они имаат како малечки две прачиња на почетокот и тие се закачуваат на првото топлинско тело што ќе го начека. На нив не е битно дали е куче, дали е мачка, дали е човек, дали е дете. Да. Они чувствуваат вибрации и се закачуваат на места каде што највише чувствуваат крв, како да кажам. Да, крвни тела. На една од фотографиите ние патем овде видовме и фотографии од вашиот 10-ти роден ден, но ова сега што во моментов оди е? Да, тоа е истражување направено и јавно објавено во Оксфорд, во на Природно-националниот музеј. Да, ова е крлежот. Болва. Не, тоа е болва. Крлежот за жал не ми беше слика, многу беше голем и го заборави. Тоа е болва и тие имаат многу јавно објавени информации за болвите и за крлежите. Ова е сликано во Оксфорд, во Природно-научен музеј. И тие многу гласно и многу јавно зборат за сите типови на паразити кои што се, затоа што ние најчесто ги ставаме во една
во една кошничка, да кажам. А всушност тие се многу различни, треба многу различен пристап. Која треба и внимателно да се отстрани од кожата. Од кожата. Болви има околу 2000 видови, а крлежи се помалце, но затоа крлежите се многу поопасни за разлика од болвите. И затоа и често нели се подсетуваат луѓето кои што имаат миленици да не ги носат во неискосени треви, кога ги носат да ги извршуваат своите физиолошки потреби, тоа да биде во паркови со ниска трева, така нели? Да, мада и тоа не е финално решение, да кажеме, и тука сме безбедни. Најчесто исто така што кажуваме дека кога во Скопје нели се коси тревата, таа трева се разнесува секаде. И автоматски сите крлежи и болви се разнесуваат секаде. Не сме за жал безбедни. Мора редовно да проверуваме, сепак како кажувам, мануелната проверка секогаш е онаа клучна која што носи разлика. А и крлежите и болвите се хранат од крвта на животното или можеби на детето или на човекот каде што тие вле. Какви неприлики можат да направат тие доколку не ги извадиме навреме? Болвите не се толку опасни, може да предизвикаат доколку животното или човекот е посензитивен со кожа или со дигестија, може да направат мала иритација, проблеми со дигестија и слично. Додека пак крлежите, морам да напоменам, доколку крлежот е инфициран во рана фаза, како ларва или како нимфа, кога тој ќе подпорасне и кога ќе касне човек, крлежот всушност ја пробива првата бариера на кожата. И тука всушност станува опасно, поради тоа што тој автоматски може да пренесе болест. И симптомите најчесто не се прв пат видливи, не можеш да ги забележиш одма, туку се појавуваат од 7 до 21 ден подоцна. И тука настанува проблемот поради тоа што ние забораваме и не сметаме дека е релевантно. А најчесто симптомите се толку, ајде да кажам, широки, како повраќање, несоница, одбива да јаде. Истите симптоми се аплицираат и на луѓе. Така. Не е нешто и баш кај што се случува во летниот период. Дури може и да не го чеше и да не го боли на местото каде што влегол крлежа, така, нели? Да, може, не се појавува апсолутно никаква реакција, а вие додека додека да ги поврземе тие податоци, може да стане веќе сериозно. Затоа најчесто велиме дека крлежот кај луѓето се вади на лекар, кај милениците се вади на ветеринар, за да може да имаме запис кога се случило тоа и како треба да постапиме во тие наредни 7 до 21 ден. Има ли сезона? Има ли крлежот сезона? Кога му е негова сезона? Најчесто велиме рана пролет до рана есен, но не мора да значи. Тоа се најчесто, они имаат голема способност да преживеат многу долг период од годината. Они може да се не спикнат во, како што велам јас, мали дупки од паркетот или некаде позади плакар, некој дупчиња во ВЦ и они може да преживеат, да кажам, многу голем дел од годината. Така, решение е што почесто да се прави дезинфекција и чистење. Чистење, право смукалка, чистење, поминување на сите оние мали процепи по домот, верувам сите ги имаме, под плакар, под лабавото во тоалети и слично. Што се задолжително треба да поседува собственикот на едно милениче? Постојат ли некои алатки, некои... Да, тоа се чупалици ги викаат или како токи, тоа е всушност како Г на кирилица превртена, каде што ти можеш буквално да го фатиш крлежот за да не може да ти клизне. Многу е важно доколку, пак ќе напоменам, крлеж не го вадиме доколку не сме доволно спремни и информирани. Ви носат кај вас вие да ги вадите? Не, мора на ветеринар. Затоа што мора да биде стерилна околина. Треба да се фати убаво и полека да се изротира неколку пати за крлежот да може да ги пушти тие предните пипци, предните рачиња што ги викаме ние. Да го ослободи крзното за да излезе, и за да може да излезе со се глава. Доколку главата остане внатре, може да предизвика уште поголеми проблеми. Затоа и не сме, најчесто гледаме на интернет лак за коса да се стави, вазелин, грејно тело, да се гори супалјачи, не знам уште што све не. За жал тоа може исто така да предизвика поголем проблем. Значи убаво вадење и никако експериментирање на ветеринар и дезинфицирање. Да. Што има ново во Печеплуна? Ние, ако можам да се пофалам, славевме 10 години. Честитки. Благодарам, навистина ни е многу драго. Јас секогаш кажувам, ние не би биле тука каде што сме без сите наши, јас ги нарекувам една голема фамилија. Многу имаме пријатели, наши купувачи кои што за овие 10 години ни станаа и фамилија. Така да ја една благодарност до сите наши пријатели, поддржувачи, без кои што не би биле тука.
Исто така благодарам и до вас. Посакувам следните 10 да ви бидат уште поуспешни. Да, цирнавме и фотографии од вашето одбележување на 10 годишнината и само накратко како советник за миленичиња ме интересира мислењето. Што ни се случува, особено во главниот град? Дали е само мој личен впечатокот дека ние имаме премногу животни на улица или е вистина така? За жал не можеме да кажеме, поради тоа што во нашата држава немаме официјален податок, статистички податок, колку имаме домашни миленици, колку имаме улични миленици. Ние правевме пред некое време детално истражување и за жал немаме податок и не можеме да знаеме колку од уличните станале домашни и колку од домашните станале улични. Тоа е една ситуација каде што мораме да најдеме прво да ги запишеме домашните, за да можеме да ги заведеме и уличните. А таков регистар нема? Па треба да е или преку Агенција за храна и ветеринарство, за жал ова ќе мора да се провери, или преку за статистика. Порано имало, не ме фаќајте за збор, можеби беше 2000 и некоја, и тоа е последниот податок каде биле заведени колку точно се. Од тогаш не е обновено, а најчесто е тоа поради тоа што ние голем дел од сопствениците не ги чипираат животните. И тука мислам дека е најголемиот проблем каде што немаме информација. Исто така заборавив, немаме информација колку од чипираните се живи, а колку се починати. Да. А и не ги стерилизираат. Еден голем дел од сопствениците не ги стерилизираат, велат негово биолошко право е да се размножува, а размножувањето на животните потоа создава проблем. Да, треба да биде по контролирана околина, ајде да се изразам, значи доколку имате милениче кое што е расно, има секако педигре, педигрето се заведува во кинолошки сојуз и они всушност потоа те наведуваат како треба да го спариш, како да треба да се пријави леглото. Тоа е да кажам законски како оди целата таа процедура, за потоа вие како купуваш да може да купите куче кое што има педигре, кое што се познати родители. Тоа е можеби да ќе кажам досадно, луѓе повеќето мислат дека не е потребно, а всушност е многу добро да знаеш од каде ти потекнува кучето, поради тоа што утре за било каков здравствен проблем медицински многу полесно може да се следи што се случува. Не џабе велат и куче да купуваш треба да знаеш да го знаеш потеклото, како и за луѓето исто така. Инаку Печо Плуна познат во нашиот град по организација на разноразни убави родендени, забави, фотосесии на миленичиња и така натаму, вистинска атракција за оние кои што ги сакаат животните. Уште еднаш честитки, многу благодарам што ова утро ни дојде и ни пренесе информации битни за она што се соочуваат многу луѓе, особено луѓето кои што ги сакаат животните и непрестано дома им влегува по некое крзнено пријателче. Убаво што слушнавме многу повеќе совети на оваа тема. Многу ви благодарам и честитки од мене. Благодарам од цело добро. Посакувам и се надевам дека нема да имаме толку многу големи пропусти како што сега ги споменавте што се однесува за животните и да немаме никаква статистика што се случува со нив. Да. Добро, се надеваме дека сето тоа ќе се среди еден ден.